Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Денеска ќе зборуваме за една интересна тема, а тоа е за берзата, за македонската берза на хартии од вредност. Ќе речете што е толку интересно, па првим бројките што може да се видат за 2024 година се исклучително високи, позитивни и несвојствени за Македонија. Значи, например, има пораст на пазарната докапитализација од 150% на македонската берза, зголемено е тргувањето, вредноста на акциите, едноставно бројките се многу интересни, но исто така еден од главните причини зошто сакам да го правам овој подкаст е бидејќи се најавува и првата вистинска иницијална понуда на акции во Македонија. Тоа ми е лајт мотивот во суштина за овој подкаст, значи ќе добиеме конечно компанија која што не оди во банките со да зима кредити за своите инвестиции, туку ќе дојде на берзата, ќе емитува акции и од нас инвеститорите идни, значи од нас граѓаните и од големите компании ќе бара пари за да нивните проекти за да се ги финансира развојот. Тоа е нешто невообичаено во Македонија, ќе се случи прв пат, значи се очекува во секој момент и затоа мислам дека ваков подкаст како што е Каде се парите треба да одвои простор за македонската берза и за тоа што се случува на пазарот на хартии од вредност. Затоа овде со мене во студиово е првиот човек на берзата, на македонската берза, господинот Иван Штериев. Добре дојдовте. Добре, најдов, благодарам на поканата. Вака бројките кога ги гледав, искрено да ви кажам, јас знаев дека имате успех и кога го договаравме подкастот некаде пред нова година, па сега се усогласивме некако, знаев дека ќе зборуваме за нешто што е релативно добро за македонски услови, но кога ги отворив подетално бројките, па 2024 година, машала бројки. На што се должи вака добрите бројки? Реков, например, има огромно зголемување на пазарната капитализација на берзата, има голем промет од 217 милиона евра вкупно, значи не само на акции, тука се и обврзници и сето тоа, но и што може би е и рекордна година со обемот на тргување. На што се должат овие бројки? Па добро, прво да ги дообјасниме малку и бројките или да прецизираме ова што во најавата го кажавте. Да, навистина имаме добар период. Минатата 2024 година беше, тоа е дополнувањето од моја страна, фактички најдобра година во последната деценија. Значи, вкупниот промет, рековте и вие, 217 милиони евра, но што уште побитно во рамките на вкупниот прометот од така наречено класично тргување во нашиот без системот за тргување на македонска берза беше 117 милиони евра. Тоа е она каде што се тргува, така да кажам, наситно, каде што има и помали играчи и трансакции се склучуваат. Значи, таа бројка уште повеќе радува, тие 117 милиони евра, што повторно беше најдобар промет во без системот во последната деценија. Рековте, прометот беше придвижен и од растот на цените. Минатата година индексот, така наречениот македонски берзански индекс МБИ-10, тој порасна на годишно ниво за околу 66%, но она што е побитно, и тоа е во еден дел и објаснување на вашето прашање што го предизвика сето ова, што од 2015 година навамо, ако се гледа МБИ-10, тој е пораснат за околу 450%, значи отприлика за последната деценија, за 9 години, порастот е 450%. Што значи тоа? Теоретски, доколку некој инвеститор на крајот на 2015 година некоја сума на денари ја вложил пропорционално во сите 10 акции што го сочинуваат индексот МБИ-10 и сите овие години од 2015 година до денес ги чувал тие средства, ќе ги оплатил за навистина многу значени 450%. Еве, со тоа би се заштитил од инфлацијата што беше последниве години, би заработил и така натаму. Сега нормално во тој период имало циклуси, имало изголемување на цени и намалување на цени, но инвестирањето во акции е такво, мора да се на долг рок и некакви периоди на волатилност, осцилаторност издржат, но генерално тие 450% се статистичка перформанса на нашиот индекс. Во комбинација растот на цените секако кај нас на берзите, кога ќе дојдат добрите периоди, повеќе добри фактори се испреплетуваат. Кога имате раст на цените, имате и поголема побарувачка, повеќе купувачи, тие предонесуваат да се зголеми прометот, а во нашата ситуација и главните котирани компании на македонска берза, а ние сме берза во регионот со најголем број на банки, значи финансискиот сектор,
Знаете, во медиумите тоа често се обработувало како тема, има одлични резултати, добри дивиденди, плюс имаме некои други компании од исто интересни сектори, како фармација, како нафтена индустрија, угостителство и така натаму. Значи, една комбинација на повеќе фактори со еден, така наречен, позитивен пазарен сентимент, оптимизам на инвеститорите и дојде до овие пазарни состојби. Ова е 2024 година, ако се погледнат од 2019 јас правев анализа и ова е направено врз извештаите годишните што ги имате, билтените што ги објавувате на Македонска берза, се може да се најде на Македонска берза, кој сака да отиде, многу е транспарентно, само треба да се малце да се влезе во што со ти се наоѓа, не нешто Тоа ни е неверојатно. целта, благодарам Значи, на констатацијата. Да, и еве, буквално за неколку сати седење на интернет, односно на вашата страница, може да се дојдат до многу податоци. Јас почнав да работам од 2019 до 2024 година и рековте вие 450% е зголемен МБИ, но ова е за до 2024, но може да се видат две работи. Имаме јојо, движење, например, 2019 е добра година, па уште подобра 2020, па 2021 одлична, но после малце паѓа 22, па 23 исклучително паѓа, например, прометот, односно и но пазарната капитализација па е подобра, а додека рековме 24 е добра. Што значат вакви флуктуации, движења на берзата, дали се нормални и што очекувате за оваа 25-та? Значи имам две прашања овде. Да. Па видете, движењата на берзите и на нашата како една мала берза во овој регион на Европа со сите карактеристики на целите општества и на економиите и така натаму, но и на големите и светски берзи, нели, на нас на факултет не учеа, професорите велеа една фраза, иманентни се некои такви осцилаторни движења. Нормално затоа што и уште една фраза што сите ја употребуваат, но е вистина, нели, берзите и движењата на берзите се тој барометар на состојбите и во економијата и во општеството. Така да често се случуваат некакви настани кои влијаат на тоа на берзите да има поголем промет, да има раст на цените, да има поголем или помал оптимизам, некогаш дури и песимизам и така натаму. Така да, овој период што вие сте го анализирале, пандемиската 2020 година, интересно, беше доста клучна и добра година за берзите секаде. Во оној период кога, нели, ограничено беше движењето на луѓето, ама од друга страна тоа значеше па помалку се троши затоа што животот едноставно тогаш се промени, па имаше, нели, помош на различни категории на луѓе. Значи во тој период и на најголемите светски берзи и кај нас некако дојде до катализирање и до раздвижување на прометот и поголеми промети, луѓето едноставно и физичките лица, индиректно потоа и правните лица почнаа повеќе да вложуваат. Така да 2020 година фактички е втора најдобра година во последните 10 години, ако исклучиме ланската година. 2023 што ја назначивте како, нели, некој јојо ефект, у смисла дека малку тука целата активност се намалила, па беше година што имаше последици од претходната година, кризата, нели, и војната во Украина, растот на цените на енергентите и пред се инфлацијата, растот на каматните стапки. И нормално сето тоа по различни канали влијае на инвеститорите. Кои имате поголеми камати во банка, тогаш вие малку поинтересно да идете дел од вашите средства во сигурно вложување, бидејќи сепак акциите се поризични. Така да 2023 пред се ради кризите што настана и геополитички, но и оваа со инфлацијата и така натаму направи таков ефект. 2024 година повторно голем оптимизам и овие рекордни промет. Интересно, ајде да кажеме од 2022 сме во криза и 23-та заради Украина, но гледаме инфлацијата, енергетски кризи, едноставно и политичките случувања што се случуваат 2023-та, 2024-та, влегуваме во 2025-та. Ајде сега не е благодарно ова, но сите ги прашам што ми гостуваат и што знаат малце повеќе економија. Што очекувате 25-та? Како ќе се движи, например? Ќе биде ли интересна берзата и може ли да очекуваме приближно добри резултати како 24-та или ќе дојде време кога и малце ќе се подстегнеме како инвеститори?
Јас секако имам свое лично мислење, но како актуелен директор на берзата, обврска ми е да не давам многу конкретни прогнози, но можам да прокоментирам малце поопшто или да речеме да ги коментирам овие неполни 3 месеци кои што се зад нас, бидејќи даваат тие некаков репер во моментот какви се и очекувањата на инвеститорите и нивните конкретни потези, бидејќи на берзата инвеститорот купува, значи дава пари и така натаму. Плюс во светот на берзите постои едно непишано правило дека процесите на берзите и движењата во јануари често знаат да ја определат целата надоаѓачка година, тоа е така наречен јануарски ефект. Што се случува во јануари е некој предвесник што ќе се случува целата година и еве можем да кажам, случајно или не, како што реков, нема јас директно да прогнозирам, и нас јануари, а и целиот овој период од неполни 3 месеца ни оди да е на ниво на трендовите од ланската година, која пак да повторам беше најдобрата во последните 10 децении. Еве да илустрирам со неколку бројки. Прометот што го имаме до вчера, 10 март, по сите основи околу 28,6 милиони евра, а лани во првите 3 месеци, значи 20 дена плюс сите први 3 месеца, бил 31 милион. Но, пак, ја најмногу сакам да го коментирам и да го анализираме прометот во без системот. Прометот во без системот овие 2,5 месеци е поголем него првите 3 месеци од ланската година за некој 5,5%. Да завршам со бројкиве, математиката на вкупниот промет е помала само ради тоа што има помалку обврзници, а има помалку обврзници истргувана зашто лани денационализација, што е нормално, веќе се све во помали вредности обврзниците државни. Значи, интересни резултати на почетоков од годината, сите што не следите, па знаете што треба да следи. Ако имате некоја пара вишок, не од онаа да земате кредити и такви работи, туку вишок ако имате, може да инвестирате. Со моја забелешка дека ова сугестија од Горан, а не од Ниван. Така е, не, јас овде извлекувам заклучок, така вие немате право на заклучок како прв човек на македонската берза, но бројките ние збориме овде каде се парите, тука се парите, 450, ова не знам дека е 450. Тоа е од 2015 до денес. Ама не, ова е бројка, сериозна бројка, искрено да ви кажам. Тоа малку отвара едно прашање за која верувам дека ќе збориме утекот на подкастот, дека некако во последно време мејнстрим медиумите во Македонија некако следењето на движењата на берзата им е така пострана. Воглавно не следат интернет порталите, подкастите и така натаму, така да можеби не е толку дистрибуирана која информација. Интересно. Сега доаѓаме до моментот, минатата недела, колку што знам, бевте на службено патување во регионот. Ние сме мала берза, ние имаме неколку топ акции кои што се тргуваат и кои што носат вредноста на македонската берза, но имаме многу играчи, често се тргува. Но како е во регионот и што може да се направи, бидејќи можеме ли да станеме и регионален фактор, да се поврземе, како да функционираме? Малце што беше поентата на вашето патување во регионот, да се осврнеме на тоа. Да, секако, но пред да одговораме тоа, додека зборуваме за овие први 3 месеци и бројките и така натаму, сепак да кажеме дека ценовните движења оваа година се малце поумерени, малку имавме еден раст на индексот во јануари, но последниве 30 на дена тоа е малку со стагнантни или негативни предзнаци, но имаме плюси на индексот, заклучно со вчера е неполни 2% дополнително во плюс, чисто за гледачите да добијат комплетна слика. Околу нашите меѓународни активности, регионална соработка и така натаму. Можам да кажам, без лажна скромност, дека македонска берза во рамките на овие наши регионални случувања и берзански активности, веќе подолго време и под моје раководство, но и претходно, од самите почетоци, е навистина многу посветена кон јакнење на овие регионални соработки. Ние дали поради тоа што Македонија е мала држава, мала економија, многу од почетоците на работење на македонска берза свативме дека мораме брзо да ги некако најдеме начин да ги пробиеме овие национални граници што ги имаме, затоа што пазарот на капитал, берзанското работење
е класичен пример во рамките на економијата, каде што на енглески велат size matters, значи големината е битна. Вие имате автономни ограничувања на тоа колку може да имате инвеститори во Македонија, колку може вашите фирми во крајна линија, тоа нема врска со берзата, него во бизнисот општо, да можат да растат ако не отидат на други пазари и така натаму. Така да ние сме биле поборници на таа регионална соработка многу одавна. И конкретно прашањето е, успеавме. За оние што не знаат, ние сме, како Македонска берза, ние сме исто акционерско друштво, со нашите акции се тргува на берзата, исто така, и наш најголем акционер од пред неколку години е берзата од Загреб, Загребската берза, тие има 30% од собственост на нашите акции, значи не е мнозински, но е најголем акционер. Во рамките, тоа се направи затоа што нашите домашни акционери во координација и во разговори со нас како менеджмент, одлучивме да на некој начин by invitation беше тоа, ние Загребската берза ја поканивме затоа што таа претходно стана апсолутен собственик 100% на берзата во Љубљана. И видовме дека Загребската берза има такви регионални амбиции да стане некој тип на хаб во регионот. И со оглед на тоа што ние од претходно, ако се сеќавате, пред 10 години имаше еден обид за продажба на мнозински пакет на акции на Македонска берза, тогаш тајмингот не се потрефи, тоа беше после Lehman Brothers, тамо 2008-2009 година, и некако таа операција заврши, нели, како што заврши, но овој втор бран на поагилен настап на Загребската берза, и ние сакавме да се врземе со некоја поголема берза, но не преголема берза. Затоа што, нели, пак ќе се вратам, Македонија, економијата и сето тоа. Што добиваме со оваквата регионална? Што добиваме со тоа што Хрватската берза е 30% собственик на Македонската берза, а они се и собственик 100% на Љубљанската? Што е со тоа поврзување Љубљана с Загреб, Скопје? Па неколку работи. Најконкретно на вашето прашање за службениот пат минатата недела, успеавме со голема помош на Загребската берза да станеме дел од еден нов проект на Европската банка за обнова за развој, кој има многу силна политичка поддршка и на ниво на Европска Унија за некој тип на интегрирање на берзите од централна и југоисточна Европа. Односно, тие 7 берзи, почна еден проект ланската година, станува збор за берзите од Полска, Словачка, Унгарија, Романија, Хрватска, Словенија и Бугарија. 7 берзи. Тоа е на фонот на она што во Европска Унија веќе подолго време се зборува, заостанува Европа зад Америка. Во Америка пазарите на капитал и берзите се поефикасни, затоа во Америка полесно е стартапите да бидат исфинансирање, да се прават нови иновативни продукти, затоа Силикон Вели е во Америка, а не е во Европа и така натаму. И сега имате еден проект подолго време се тркала, со сите проблеми што е во Европа се јавуваат ради хетерогеноста, различни држави и интереси. Значи тој се викаше Capital Market Union, од лани го преименува, се вика сега Investment and Savings Union. Во тие рамки една од главните, тој во репортот на Марио Драги беше лани дека фрагментирани се пазари на капитал, и сега постои, а сега ова со новата американска администрација и сето тоа, уште повеќе тие процеси дај во Европа нешто да направиме што со години не правиме. Во тие рамки се прави оваа иницијатива, овие берзи, затоа што во Западна Европа на некој начин постојат неколку поголеми берзански алијанси. Например, постои така наречената берзанска алијанса Euronext, таму се берзите од Париз, Брисел, Амстердам и Лисабон, тие па имаат и некаква конекција со Њујоршката берза, постои една друга алијанса што е врзана со Насдак, тоа се балтичките и скандинавските берзи и така натаму. Така да во Европа, од лондонската берза е со италијанската берза врзана, во Западна Европа некакво окрупнување на берзите настана. Во Централна и Југоисточна Европа тие работи идат потешко. Овој проект почна нешто да прави во тој правец. Што ќе се случи, ќе видиме, не станува збор за правење на една берза и укинување на другите, но некакви интеграции. Ние, бидејќи они решија да соработуваат само на ниво на берзите од Европска Унија, не бевме поканети, како што не беа поканети и други берзи од Западен Балкан.
Загребска берза заедно со нас направивме усилби и влеговме во тој проект. Во ноември направивме прес-релиз, го имаме објавено и во нашите медиуми го имаше. И тоа е, например, една конкретна работа дека преку оваа интеграција собственичка делумна што ја направивме со Хрватската берза, успеваме да држиме чекор во овие процеси, кои, моје лично мислење, ќе бидат многу интересни и битни. Ако се сеќавате, ние направивме вакви усилби на ниво на помал регион, оној Sea-Link проект и така натаму, ама тоа главно беше XU просторот плюс Бугарија. Тоа не заживеа, можам да објаснам зошто, но ова е сега многу побитна и поголема географија и многу побитна за нас. И уште едно да додадам, второ голем конкретна придобивка, ние сега ги менуваме прописите во Македонија во областа на пазарот на капитал, се донесоа нови закони за финансиски инструменти, за проспекти, за обелоденување. Тоа е хармонизација со европски директиви. Сега ние преку партнерство со Хрватска берза, а индиректно и со Словенечка берза, имаме бесплатен готов ноу-хау како да се прилагодуваме. Ова се вака еве два конкретни примери. Тука некаде ќе треба да направиме првата пауза, но морам да ви го поставам прашањето, некако како да не сме свесни во јавноста колку е значаен Централна и Југоисточна Европа како бизнис подрачје. Не, ја во подкастов овде многу го обработуваме, посебно Полска ние некако на сите соговорници што доаѓаат во изминатиот период како држава која што е брзо растечка економија, која што има големи потенцијали, но тука да не забораваме, тука се и сите останати земји што гравитираат. Колку придобивка ќе донесе да се приклучиме кон оваа Централна и Југоисточна Европа за македонската економија? Дали препознавате вие дека имаме веќе свесност во општеството и во државава дека треба да играме и на овие пазари, или се уште ова е инцидентно и едноставно оставено нака што се вика на поединечни реакции? Добро, сега за општо во рамките на различни политики на ниво на држава, нели не би коментирал, но еве би се вратил самиве првични интеракции што ги направивме со оваа група на берзи покажува дека тоа е цела нова повисока лига, така да кажам, на берзи. Значи, дефинитивно сметам дека е многу битно што влеговме во овој проект, црпење на ноу-хау секако, но ако се направи некоја пооперативна варијанта од овој проект, а верувам дека со поддршкава и од Европска банка и од Европска унија одиме во тој правец, мислам дека ќе отвори досега непостоечки перспективи за нашиот пазар, пошто едно е овој наш регион на југоисточна Европа, друго е која ќе добиете и таа средна и централна Европа. Полска, се слагам, дефинитивно многу интересна земја. Ова е многу за сите што не следат, сите што ги интересира бизнисот, мора да отвориме очи што се случува во регионот, односно онаа вертикала од Балтичко море до нас, бидејќи мислам дека тука е развој европските тигри у суштина, мали тигриња мачиња веќе прераснуваат во тигри, но во втората третина од подкастов ќе зборуваме за најавата дека во Македонија по долго време, не по долго прв пат ќе се случи нешто што сите го чекаме, што следиме економија, а тоа е дека некоја компанија ќе излезе на пазарот и ќе даде понуда за акции, односно ќе емитува акции за прв пат, што ќе се случи, но тоа ќе го зборуваме од кога ќе се вратиме после кусата пауза, која што ја одвојуваме за пријателите на подкастот. Останете со нас, интересен е разговорот за берзата, бидејќи ќе зборуваме и за нешто што е важно исто така за помладата публика, како може да тргуваат дали онлайн, што е опасноста во сето тоа и како да тргуваат на македонската берза, каде што е се повеќе регулирано и каде што се знае како да работите. Значи, останете со нас. Секој ден е нова шанса. Мал чекор, голем напредок. Верувај во себе. Ти можеш повеќе од што мислиш. Успехот е блиско. Уживај во секој миг од твоето патување. Закуска со мисија. To you. Да, се враќаме повторно во разговорот. Ни гостува првиот човек на македонската берза, Иван Штериев. Значи, зборувавме со вас за резултатите во 2024, но и претходно огромни
добри резултати, не огромни, току добри резултати, но и првите 3 месеци од годинава покажуваат дека сме на нивото на 2024, кое што, како што рековте вие, е рекордна во последниве 10 години, и значи може да ни се повтори и 24-та, но не дадовте прогноза како ќе биде, бидејќи не е ваша работа тоа и не ни смеете во суштина да давате прогнози како од таа позиција што сте, но ја извлеков заклучок дека берзата ќе биде добра, па ако некој има вишок пари, може и да инвестира во акции, но доаѓаме до она што е многу актуелно во јавноста, а тоа е дека се зборува дека се подготвува, не се зборува, веќе се подготвува дека ќе имаме за прв пат во историјата на Македонија вистинска понуда на акции на фирма која што не е акционерско друштво, односно која што станува акционерско друштво да собере капитал. Информирани сте за тоа, до каде е постапката, како се треба да се одвива се во ова и зошто за прв пат се случува вакво нешто. Ајде малку, бидејќи подкастот е форма каде што може малце по-детално да се образложуваат работите, ајде малце да појдеме и од пошироко. Верувам дека може и планиравте да ме прашате што се предизвиците, што се проблемите на пазарот и така натаму. Јас би наброил 4 пункта, а ќе доеме до вашето прашање. Прво е што понудата на пазарот, тоа, нели, брокерите ако ги прашате, па и поактивните инвеститори со години се жалат, нема нова понуда, исти акции од приватизација, и тоа е така, тоа е фактички состојба. Значи еден предизвик голем е како да се збогати понудата, и тоа е вашето прашање, на тоа ќе се вратам, но да телеграфски да кажам кои се еве уште неколку поголеми предизвици. Друга работа е што имаме воглавном домашни инвеститори, при што учеството на физичките лица во прометот на берзата оди и над 60%, што е доста високо, тоа има и свои предности, но има и некакви опасности од тоа. Тоа е втор предизвик, како да имаме уште повеќе домашни инвеститори на берзата. Трета работа е, немаме странски инвеститори, тоа е третиот предизвик, и затоа целата оваа соработка и со Загребска берза и со други меѓународни нетворк организации Европска банка. И четврта работа е учеството на младата популација и на делот на инвеститори, и на делот на кадри за пазарот. Можеме за сето тоа да зборуваме понатаму. Понудата и IPO-то и сето тоа. Берзите, нели, се главни институции на пазарот на капитал. Самиот збор капитал на овој пазар, настрана од тргувањето со веќе издадени акции, каде што не одат парите во фирмите, еве, за економистите ова е абецеда, но верувам не следат и луѓе кои не се економисти. Постои таа една класична поделба на пазарот на капитал, примарен пазар и секундарен пазар. Ова воглавно што се случува на македонска берза е исклучиво секундарен пазар на капитал, односно се тргуваат, нели, Горан и Иван ќе направат трансакција преку два различни брокери, тоа се акции на Алкалоид, купувачот ќе ги плати парите на продавачот, парите ќе отидат кај продавачот. Алкалоид е само издавач на акциите. Тоа е секундарниот пазар. Но основата, главната идеја е зашто се направиле берзи историски гледано и пред неколку векови во овие западни развиени земји, е затоа што уствари примарниот капитал е основен, таму треба компаниите да приберат капитал за својот развој, а услов ти да купиш, са карикирам, било кој да купи акции на примерен пазар кога парите одат во фирмата, покрај тоа што треба да процени дека таа фирма ќе има успешна иднина и така натаму, е да има место каде, ако дојде што викаат старите зорот, ако има потреба од ликвидност и така натаму, или едноставно ако му дојдат други инвестиции на ум, да има каде да ги продаде. Тоа е секундариот пазар, тоа е берзата. Тие две работи се нераскинливо врзани. Вие за да имате вистински пазар на капитал, треба во идеални услови двата пазара да ви функционираат. Кај нас функционира само секундариот. Не само кај нас, во многу поширокиот регион, во ex-EU просторите секаде, со мал исклучок на Хрватска, таму се подобри работите, но и во други овие постсоцијалистички транзицијски земји, не е она што не учеа во 90-тите години кога се правеа реформите, дека сега ќе се направи пазарна економија, ќе се формираат берзи и ред други работи у општеството и дека од еднаш веќе функционира.
Сега вие алудирате на една компанија која веќе јавно обелодени. Тоа ќе биде дел од подкастов, ќе го изгледаме што е сето за тоа, така. поздравување, која се трансформираше од друга организацијска форма, од друштво со ограничена одговорност во акционерско друштво, што е предуслов да може да оди на така наречена иницијална јавна понуда за акции или на енглески IPO, Initial Public Offering, и да им каже, повторно речникот ќе го направам да биде популарен, ќе рече буквално: чујте и почујте, јас сум таа и таа фирма со вакви и вакви бизнис планови. Имам намера да издадам дополнителни акции за тие акции кои се толку и толку проценти од капиталот на фирмата, барам толку и толку вредност, сума, пари, кои што ќе ги вложувам во тие и тие цели. Тоа е све регулирана постапка, комисијата за харти од вредност треба да даде и така натаму. Тоа е многу битен елемент, бидејќи кога се излегува вака на берза, се е проверена компанијата која што проверува. Значи, не зборуваме дали Комисијата за хартија од вредност не кажува дека тој бизнис во иднина ќе биде успешен или неуспешен. Тоа се останува на бизнис план и на наша проценка дали ќе инвестираме во, веруваме во тој бизнис план. Но Комисијата вика, овде е се според закон, јавно отворени се како книга, знаеме што работат, кои се, какви се, кои се позадина и сето тоа. Тоа е регулирано. Финансискиот сектор, нели, во принцип е еден од најрегулираните сектори во економијата, а во тие рамки пазарот на капитал, берзанското работење е уште порегулиран сектор секаде. Почнало тоа после големата светска економска криза во Америка и така натаму и така натаму. И да, во право сте, било која фирма што сака да издаде нова емисија на акции, има задолжителна законска процедура да добие така наречена согласност, одобрение од регулаторот на пазарот на капиталот, тоа е Комисијата за хартија од вредност. Комисијата, како што и вие рековте, проверува дали компанијата согласно закон обелоденила се што е потребно. Какви акции издава, кој е бројот на акциите, кој е менеджментот на таа компанијата, што се ризиците у бизнисот во иднина, кои се работењето у последните 3 години, кои биле ревизори и сето тоа. Значи, целиот сет на документи што е пропишан согласно закон, дека тој што бара да издаде нова емисија, го направил, комисијата го проверила, но никој не гарантира за профитабилноста и успешноста на иднината. Значи, во принцип, ние како инвеститори не купуваме мачка во вреќа, туку вреќата е отворена, знаеме дека има мачка со такви и такви карактеристики дека се, ама не знаеме дали мачката ќе лови или нема да лови глувци, тоа зависи од нашата проценка во моментот, односно дали ќе биде успешен ловец или не успешен ловец. Ние треба да веруваме во тоа што го купуваме, али знаеме дека има мачка, ваква е голема, млада, стара, сето тоа отворено е се. Со други зборови, современите држави и националната регулатива во областа на пазарот на капитал направиле се да нема, како што многу одавна и во Америка и во Англија, да нема измами кои се во старт проблематични. Значи све е проверено од аспект на тоа дека ова што го објаснив што работели сето тоа. Друга работа е што каков е бизнис планот, колку се амбициозни проекциите, што ќе се случува у општеството, економијата и така натаму. Ајде сега на најнезгодното прашање на оваа тема, зошто во Македонија дури по 29 години берзата функционира? Па да. 29 ова ќе биде прво IPO, прва иницијална понуда. Зошто по 29 години првпат доаѓаме во момент да имаме вакво нешто? Добро, тука малце можам да појаснам. Прво, дали ќе биде, ќе видиме, кој ќе се изреализира и дали ќе биде успешно. Добро, се чека проспектот одобрување од Комисија за хартија од вредност, кој што нема председател, па не може тоа да се направи, но веќе по подготовките се во завршна фаза. Втора работа, чисто јас вака како човек присутен во подолг временски период на пазарот, па со некоја индивидуална меморија, имало некакви обиди, така да имаме некакви случувања кои биле разноразни, и плюс во делот на овие IPO-а, дел од некои процеси се стварали во рамките на приватизацијата, ма све тоа е некое далечно минато, што предпоставам дека посебно новите генерации и не ги интересира толку многу. Зошто нема IPO-а? Тоа е клучно прашање, тема која ние секогаш сакаме да ја разговараме, ама прво да објасниме, не е ова специфика македонска. Во целиот поширок регион слични се состојбите,
омилена компарација моја е со Словенија. Словенија како држава, како економија, како уредено општество, обично нам ние увек секогаш некој бенчмарк и така натаму. Во Словенија, по мои сознание, класично IPO која фамилиарна или партнерска фирма излегла на берза, нема до ден денеска. Дури, ако успее ова што е сега во најава, ние и пред Словенија ќе имаме едно такво IPO. Тие исто имаа при приватизацијата некакви варијанти, ама тоа не е тоа. Зошто? Сме правеле анкети, како македонска берза сме најмувале специализирани агенции за истражување на јавно мислење, сме правеле безброј дебати, годишни конференции, панел дискусии, тркалезни маси, мноштво фактори има. Јас сепак мислам на крај дека е тоа некоја комбинација на менталитетот, кај нас луѓето сакаат, ако може да имаат целосна контрола на ситуацијата и во семејството и во бизнисот. Фактот дека некој ќе има одреден процент од мојата фирма, изгледа дека тешко на ментално ниво се акцептира во нашава средина. Сум зборувал, верувајте, со безброј бизнесмени сите овие години, некои од нив ми се и блиски пријатели, па сме зборувале и во некоја потака неформална атмосфера и на прашањето, добро, што ти пречи ако некој има 5% или 10%, при што не е еден горен. Тоа може да бидат 500 луѓе кои имаат 7,5%. Значи, вие, како и во политиката, во парламентот, апсолутната контрола имате на акционерско собрание. Сум добивал одговори, не сакам никој да коментира како ја водам ја компанијата. Тоа е Не сакаат критика едноставно. Абе им велам, тоа може да ви биде најдоброто нешто што го добивате, затоа што нели, прво не морате да го послушате, второ може некојаш да ви даде некоја идеја или да ве сепне, што викаат дека може да нешто што правите не. Значи постои една аверзија према давање на дел од сопственост. Дали тоа ќе се промени? А влегуваме во период кога оние успешни бизниси направени во 90-тите години, приватни, тогаш тие предприемачи имале, не знам, 30 на 40 години, поминале 30 години, сега веќе нели станува збор за тоа семејно наследство, ќе дојдат нови генерации, ќе видиме дали втората генерација на нашите приватни бизниси ќе биде малце поотворена кон оваа идеја и преку берзата да се докапитализирате, бидејќи во крајна линија имате три модела. Имате или од самофинансирање, што е малце чудно и да можеш. Зошто сите пари да ги внесеш во компанијата, заслужуваш ти да земеш и некоја дивиденда или да потрошиш за нешто за лични потреби. Онда ги имате банките и ја имате државата и го имате пазарот на капитал. Ајде само финансирање ово ќе го тргнам на страна. Значи три модели имате како во една економија вишоците што се ствараат на индивидуално или корпоративно ниво да отидат таму кај што најдобро ќе се оплодат и фирмата да напредува, газдите да станат побогати, акционери, ако има акционери, да добиваат дивиденди. Значи тоа го прави или пазарот на капитал, тоа го прават секаде банките, нормално они взимаат од суфицитарни сектори и даваат кредити, или државата, посебно во оние стари системи како што беше социјализмот. Сега јас дека доаѓам од берза и со години сум таму, јас ќе ви кажам, јас верувам, и многу има и литература стручна што тоа може да и научна да го потврди, дека најефикасен модел е пазарниот. Затоа што таму многу субјекти одлучуваат кој е добар, кој не е добар. И еве и кога ќе дојде IPO-то и ова и дај Боже имаме ние некои проекти што има и некои други компании, тогаш дали оваа компанија вреди да вложам, нема да одлучат не знам колку луѓе у кредитниот одбор на банката или не знам колку луѓе во некое владино тело. Туку стотици, илјадници, десетици илјади, зависи за која берза правиме муабет, ќе прават процена со помош на нивните брокери, со помош на нивните инвестициони советници. И затоа е тоа супериорен модел и да се вратам на ова Европска Унија, Америка и така натаму, и затоа Европа, така да кажем, е малку љубоморна на Америка во делот на пазарите на капитал, зашто таму затоа ќе се роди полесно и Apple, ќе се роди и некоја друга фирма и така натаму. Убаво направивте како се раѓаат фирмите во Америка, зошто не се раѓаат во Европа. Сега ќе одвоиме време за Дарко Перушевски, кој што чија фирма, каде што е он еден од сопствениците и е директор
директор на таа фирма сака да излезат на берзата, односно да емитуваат за прв пат акции, да соберат капитал. Значи да го погледнеме некаде 20 на минути разговорот со Дарко Перушевски, за што станува збор, зошто излегуваат на берза, што нудат како производ, едноставно да ги охрабриме сите што има таква идеја, па ќе се вратиме малце да прокоментираме минута две, па ќе одиме на третата третина. Значи да видиме разговорот со Дарко Перушевски. Да, како што најавив, дел од подкастов ќе биде и разговорот со првата компанија која што сака да излезе на берзата, односно да емитува своји акции, тоа е компанијата Глеј. Во студиово со нас е првиот човек, односно директорот на оваа фирма, таа е Глеј, гостува значи Дарко Перушевски. Здраво, Дарко. Здраво. Еве вака. Значи вие ќе бидете таа компанија што прва ќе има официјално и потполно ИПО, бидејќи имаше еден обид кој што веќе го разговаравме со директорот на Македонската берза, дека не беше вистинско емисија, иницијална понуда на акции на пазарот од хартија од вредност. Вие ќе бидете прва, но пред да почнеме да зборуваме до каде се, што сакате да постигнете со таа понуда на акции, зошто тоа го правите, бидејќи не е вообичаено за македонскиот пазар, малце да ни ја представиш Глеј, бидејќи и јас до пред известно време не знаев, бидео единствено што го гледав кога менував канали на еден од провајдерите, телеком провајдерите, кај што имам сетбокс купено, ми се појавуваше реклама да се зачленам кај вас. Ајде да збор два, што е Глеј? Па ајде, вака најпросто кажано, Глеј е македонскиот Netflix. Добро. Значи, Глеј е стриминг платформа која преку интернет испорачува видео содржини на еден голем сет на апликации, значи на смарт телевизори, на скоро сите смарт телевизори, на двата вида на мобилни телефони и нормално на персоналните компјутери. Негде пред 4 години ја формиравме, фирмата се вика Свот Мастер акционерско друштво, ја формиравме како тогашно ДОО, четворица партнери кои се согласивме дека на Македонија и фали една таква стриминг платформа, имајќи го предвид дека ги имаме глобалните, нели, но има и регионални и локални стриминг платформи, чија основна идеја е да го заштитат локалниот контент, така, како најинтересен за своите гледачи. Така да, таму негде пред 4 години ја формиравме фирмата, најдовме одличен технолошки партнер, кој веќе имаше искуство во таа работа, имаше клиенти како, не знам, РТС, ги има сега РТ Црна Гора, има италијанскиот Сенат и така натаму, значи едно големо портфолио и еден голем сет на технолошки решенија. Поработивме со нив некои 6-7 месеци, да речем, да го прилагодиме на македонските услови и таму негде почетокот на ноември 2021 стартувавме со комерцијалниот старт. Ова беше околу што е концептот на Глеј, значи тоа е си ја гледаш својата омилена програма кога, каде и колку сакаш. Тоа е македонски производ, значи тоа е македонски производ, инвеститорите се сите сме да речем партнерите, сегашни акционери веќе, сите сме од таа дејност, значи со над 25 годишно искуство од медија, од продукција, од маркетинг, од технологија, така да ете, ова е македонски производ кој е наменет да инвеститорите сериозни луѓе, се сериозни компании, значи не се тоа се собравме јас, ти, некој вака, што се вика и ти знаеш бизнисот, ама ја немам појма, туку тоа се во суштина луѓе што и компании што си го знаат бизнисот. Која е во суштина целта да се формира еден, ајде да кажеме, локален производ, значи наменет за, ајде, релативно мал пазар, тоа е македонскиот, и што сакате да постигнете со еден ваков сервис и каде ја гледате еднината, бидејќи на пример имаме регионални големи сервиси, но имаме и светски големи сервиси, кај се наоѓате вие во целата приказна? Кога кажав македонскиот Netflix, тоа е заради објаснување на концептот, нели? Далеку од тоа дека може некој да се бори со големите светски нели платформи. Добро, по што ќе се разликувате, еве? Што е вашата предност? По програмата. Значи, големите светски, да, тие одат и влегуваат и локално, али влегуваат на пазари кои се големи. Значи, Балканот како целина нив не има интересен пазар.
да речеме, ајде, поранешна Југославија, па и дода и Бугарија и Албанија, нив не им е интересен. Значи, најблизок пазар кој им е до некаде интересен е Турција. Така, значи, ова се преситни пазари, сегментирани со јазици и така натаму. Значи, тие не се, едноставно не се интересираат нити за корисниците нешто овде многу, нити па за, не дај Боже, да се интересираат за локална продукција и така натаму. Така. Од друга страна, македонскиот производ треба да го има некаде своето место во дигиталниот свет, заради тоа што начинот на гледање е комплетно променет, тоа го знаеме. Така, не само кај помладите генерации, некои викаат помладите, не, и кај наша возраст. Така. Не Само сме уште еднаш толку да се возрастни, навратиме, рековте за контентот, тоа е за содржината во суштина, но да не заборавиме во аспект на гледачите, можам гледај да го добивам на телефон, на лаптоп и на телевизор да го добивам. Така е. У суштина јас имам платформа која што е слична на Netflix, веројатно сите не користиме некој од тие сервиси. Еве, она што го спомнавте на Netflix, ако сакаме да добиеме превод, најблиску што може да се добие е хрватски и На тоа некој. за одреден дел од содржината, а знаеме дека имаат локална содржина, например, за корејски, јапонски, локални, италијански, но тоа се огромни пазари. Огромни Но пазари. не сум видел, например, хрватска серија, српска серија, а уште помалку македонски производ. Местимично нешто се појавува, Така, ама али тоа тоа- е инцидентно, значи не Дали не е... вие како глеј, ќе бидете да ги соберете големите продукции да ги пласирате на македонскиот пазар или сакате да имате и македонска продукција? Апсолутно. Првиот столб, значи, се гради на 3 столба. Глеј го градевме и понатаму ќе зборувам и да речем и со резултатите што ги постигнавме и потоците што ги имаме, дека тие се исправните столбови. Значи, првиот е македонската продукција. Така да уште во самото формирање на глеј додека се работеше технологијата, успеавме да ги обединиме скоро сите македонски продукции со нивните програми кои беа направени веќе во последните, да речем, 10-15 години. Зборуваме и за серијски и за филмски продукции. Од друга страна, и тоа се покаже дека да, публиката најмногу си го сака македонскиот контент. Така. Значи, по листите на гледаност, македонскиот контент доминира. Кај вас и доаѓа да гледат македонски производи. Мислам, Тоа е првиот столб. телевизиски, Така. филмски. Вториот столб е детската програма. Значи, во дигиталниот свет буквално нема место каде што можеш да ги гледаш и познатите светски брендови како што се сега Штрумфови, Така. Пол Патрол и така натаму, но и македонските, освен на YouTube, така некои беа, нема каде да ги гледаш. Така. Во дигиталниот свет, а дигиталниот свет е тој сега кој е актуелен. Така да тој е вториот столб и тука направивме и голема инвестиција, не само на македонски, значи платформата не е само на македонски, него е и на албански комплетно прилагодена, значи и самиот интерфейс, и самите титлови, и самите Што значи програма. регионален играч за контент, Така е. ајде да речеме Така е, да. македонската публика е 2 милиона и нешто, не со се диаспора, може и 3 милиона да речеме, но ако се закачне сега албанската публика со диаспора, Така. например, тоа веќе Таа доаѓаме до инвестиција некои што не околу е мала, десетина милиона луѓе што може да следат нешто Така што е, е да. произведено овде во Македонија, односно што. Тоа е интересен податок и третиот столб, па да преминеме на И она третиот главното што ме столб е интересира. регионална и светска програма, или регионална европска светска програма, која е исто преведена комплетно на македонски и на албански јазик. Така да опфативме, тука имаше еден изблик на, да кажем, на зголемена продукција во соседството, така, значи, опфативме тој бран, успеавме таа програма да ја донесиме, тој сега малце и стагнира последниот период, но ете, остани како една одлика, но тука имаме и одлични холивудски филмови и така натаму. Така да, од прилика ја склопивме таа приказна, ја понудивме пред гледачите, треба да се регистрираат, треба да се претплатат. Така. Така. Значи да. треба да платат за да може да Тоа дојдат. беше до пред некој месец, така, сега пред некој месец уште една револуција направивме тука, пратејќи ги светските трендови, така.
заради тоа што и на светско ниво еден Netflix во Америка и веќе во некои западни земји, Sky Showtime и така натаму воведуваат и модели со реклами. Тоа исто успеавме ние технолошки да се развиеме и негде од така, летото беше во една тест фаза и од ноември ги сменивме пакетите на пристап и имаме сега и пакет дури и слободно да пристапи, значи без никакви финансиски обврски, да гледа дел од програмата, со тоа што нормално ќе гледа реклами. Реклами, така. Има еден хибриден модел кој е нели со помала претплата, има премиум кој е без реклами. Така. И Сега тоа го зборувам ова заради тоа што ќе ни треба за понатамошниот тек од моментот, тоа е таа веќе полека времето истекува, мораме да бидеме по концизни. Доаѓаме до клучното прашање зошто у суштина ве викнав и зошто го правам овој подкаст. Вие ќе излезете на берза, сакате да емитувате акции. Така. Првин, ајде кратко, зошто планирате да емитувате акции? Бидејќи имате реклами, не можете ли да се ширите преку реклами или зошто ви се потребни и зошто не одите во банки по пари, туку одите на берза? Окей, значи од сам старт ова не беше класичен македонски едногаздински проект. Така, значи ви кажав дека сме четворица партнери таа бранша и уште од старт беше ние ќе вложиме, да доведеме до одредено ниво и ќе бараме до инвестиција за да го продолжиме развојот. Развојот постои, растот постои, и сега треба инвестиција најмногу во програма. Така, и во после тоа и во технологија, посебно развојот на овие, да речем тој серверот за реклами и нормално си останува и за маркетинг, нели како така. Значи, тие класични, но клучното ќе биде за обезбедување на континуирана програма, значи од кој пак ќе биде најмногу насочено на креирање на оригинали. Така. Сега, зошто не во банка, зошто не во... ние сме технолошко-медиумска компанија, така и обсервирав пред 2 години почна ова. Да, и јас се прашував и одев и по берза и во комисија за хартија од вредност и кај луѓе кои, да речем, работат со берзански работи и ги прашував луѓе колкуто 20-30 години постои берзата, како до сега никој, зошто ме убедуваја дека е добро, така. И да, логично е добро и сватив на крајот дека е добро, така. И решивме да го изодиме тој пат. Колку сакате да приберете пари, бидејќи како што ве разбрав, вие сакате од оваа емисија на акции што ќе следува, тоа е во завршна фаза, вие сакате парите у суштина да ги намените за продукција на домашни производи. Значи тоа е најголемиот дел. Колку сакате со емисија, колку акции ќе емитувате и колку сакате да 200.000 акции по 600 денари. По 10 евра, значи 200. Да, некаде околу по 10 евра, значи ќе емитувате и секој што ќе купи акција у суштина станува акционер, собственик на дел од вашата компанија, а вие со парите што ќе ги соберете ќе инвестирате во овие. Битно е да се каже, да речем, и има луѓе кои знаат што значи докапитализација, има можеби кои не знаат. Значи ние не ги продаваме нашите акции. Ние нашите акции не ги продаваме, емитуваме нови акции и сите тие пари ќе бидат употребени од овие инвеститорите ќе бидат употребени за понатамошен развој на Глеј, најмногу пак да речем во програма, а од таа програмата па најмногу во... Може поединечни акционери да земат мали акционери или ќе одите први големи инвеститори па после они да продаваат на берза да играат? Не, нашата цел е да има повеќе мали акционери. Повеќе, значи на пример ево зошто ова го зборувам, јас кога го објаснив на мој колега и добар пријател концептов што сакате да го направите, бидејќи зборевме што ќе правам како подкаст, не му беше јасно што е како е, па рече зошто дали можеме и ние да купиме по некоја акција за да си бидеме собственици, па да инвестираме во македонската продукција играна, детска и забавна. Апсолутно нема никаков лимит, значи може од 600 денари нагоре, така да. Ајде, најважното, до каде сте со подготовките и кога се очекува да излезете на берза? Па, ние сме завршени со подготовките. Така? Значи, беше процес кој долго трае, беше прва трансформација на фирмата во акционерско друштво, па беше припрема на сета таа документација која мора да се поднеси во комисијата за хартија од вредност и сега е веќе сета таа документација поднесена и чекаме
Така. од Комисија за хартија од вредност да го издаде дозволата, така. После дозволата ние брзо ќе излеземе. Значи ова е регулиран процес. Значи вие у Апсолутно. суштина пред комисијата кога одите пред нас инвеститорите потенцијални идни, вие сте отворени како буквар за да можеме да прочитаме што стои се како Апсолутно. вас компанија, значи Да. на познато одиме. Сега доаѓаме до две клучни прашања, а тоа е зошто јас би инвестирал во вас ако сакам да купам акции? Зошто да дадам пари за во Глеј? Или во било кој што излегува на пазарот, бидејќи вие сте чешлани од Комисијата за хартија од вредност, познато ни е што ќе добиеме, но бизнис е бизнис, тој може да оди нагоре, надолу, секој бизнис е таков, но мене ме интересира зошто ако сакам да бидам инвеститор, би дал пари во вашата компанија. Така. Значи, прво ќе кажам следно. Значи, заради тоа што многу брзо вредноста на тие 600 денари твои ќе порасне. Зошто? Заради тоа што цело ова искуство, да речем, досега, знаеме дека многу брзо ќе го зголемиме оној просечен месечен број на корисници. Таа е некоја единица мерка, нели, кај стриминг платформите кога се разговара. А второ, негде во циклусот на кај четвртата година предвидуваме да биде и профитабилна. Океј, ова е, нели, секој може да го кажи, убаво звучи, но јас малце, ако дозволиш, ќе го придружам со бројки. Значи, негде ние во овој случај, зборувајќи по тие мерки, да речем, имаме просечно годишно имаме над 20.000 корисници, месечни корисници, така. Ланската година се 70.000 различни корисници се промотале низ Глеј, а сега во овие пик месеци, декември, јануари, имаме над 30.000. Нашата цел е, значи, за 5 години, ова да го стабилизираме на 100.000 корисници. И знаеме дека тука ние, во рака е ова бројка, така, и со помош и новај, да речем, на моделиве со реклами, имаме плюс монетизација на содржината, така да планираме тие 100.000 корисници и некде околу 10% да зафатиме од рекламниот пазар телевизиски плюс диджитал, пошто ние сме некоја комбинација меѓу тие двете. Ова е growing бизнис, во светски норми е growing бизнис. Веќе, да речем, во западните земји линарната телевизија го губи здивот према овие дивови, така да, инвестираш во, ако ме прашаш, значи инвестираш во медиумско-технолошки бизнис кој е на светско ниво и кај нас во постојан подем, значи инвестираш тамам сега на почетокот, така. Кога е 10 евра акција ќе биде? Така е, да. Второ, имаш можност за зголемување на вредноста на акцијата и за во одреден рок дивиденда. И трета работа е, последно ја спомнувам, но и придонесуваш за развој на македонска продукција. Тоа е многу битно, значи ова е концептот на мене, у суштина јас знаат сите гледачи, знаат и сите што комуницираат со мене дека во подкастов ништо не викам никого за да го рекламирам, туку нешто што е од јавен интерес и во суштина затоа и вас ве викнав не за да изрекламирам Глеј, бидејќи на пример мојот подкаст не оди на Глеј, не ни барам да отиде. Така. Поентата е затоа што ова од јавен интерес, први на емисијата на акција е многу ретко, ова е прв пат ќе биде. Тоа е многу важно и вториот елемент сметам дека од исклучително јавен голем интерес да може да се поттикне домашната продукција, детската. На пример, јас ќе си дозволам, на пример, моите деца растеа, посебно помалиот син, со светот на Биби, на пример, кој што е македонски производ, кој што е регионален производ, кој што е препознаен и пошироко од регионов. Јас ја знам авторката на оваа серија, на овие книги, како се развива, зашто тој бренд да не може да се најде, на пример, на Глеј, да биде дел од тоа, да биде спонзориран, односно да биде снимено и сето тоа. Тој бренд е на Глеј веќе. Таа е на Глеј, но зошто да не може да се поттикне финансиски за да се развива? Ако не видаваш така. Чисто хинт ќе ставам, не е ова рекламирање, немој да се плаши. Значи еден од проектите кои се предвидени да се финансираат со ова докапитализација е да речам во нова приказна, на нова гранка од светот на Биби, така.
Тоа е, значи ова ми е многу важно, затоа сакам на сите што не следат да им појаснам дека да, секој бизнис носи ризик, но па ако не се ризикува, нема ни да се доби. Па сад, да, Тоа е секако тоа. да. Ние веруваме, видите, значи 4 години над милион евра се инвестирани веќе во ова материјални, да не зборуваме за за нематеријалното, така. Значи ние веруваме во ова, нема каде. Мора Македонија да има своја стриминг платформа. Ова е таа стриминг платформа која е на некој начин и заштитник и на македонската продукција и на македонскиот јазик. Така. Да, тоа е многу битен. Само еве една дилема што мојот со ова е последно прашање што ми го постави мојот колега и јас ќе ви го поставам. Ама дали нема да финансираме во суштина она некои серии кои што се благопријатни за власта, па некој од античко минато, па да се враќаме во историја, или ќе биде ова модерно у суштина програма која што ќе биде со светски трендови, која што ќе биде актуелна или сето тоа. Која визијата, бидејќи баш ми го постави прашањето колегата со кого разговаравме на темава, вика ќе снимаат нешто од Кулина Бана, па бидејќи ќе биде македонско и тоа така ќе заврши. Добро, не. Ова се реални стравови. Ја го знаеш моето искуство, така, значи, ајде, вака. Прво, новие познати франшизи, предвидено се, еве, го спомнав Светот на Биби, значи познати и признати веќе франшизи. Значи, тука се финансираат нови сезони на Преспав, ќе се финансираат ново продолжение на Тедуа, Жити мене, така, значи, одам со проверени продуценти и веројатно и Соки Поки нова сезона која така генерално тука се собрани продуценти кои околу Глеј, да речем, се собрани продуценти кои покажале дека знаат и умеат да нападнат киносали, да направат добри телевизиски рейтинзи и така натаму и така натаму. Така и вредноста на тие. Значи едната гранка е таа. Друга ќе биде придружена како на времето Вајден што правев, така да ќе си купиме франшизи и за играни серии и за реални шоуа некакви и така натаму, значи ќе си купиме франшизи, да си бидеме на сигурно дека тоа ќе биде успешно, така. И третата гранка е документаристика, која, еве, пак земајќи го Netflix како пример, предизвикува многу, тука сакам да развијам и веќе идентифицирав неколку да речем, продукцијски работници кои знаат и имаат направено нешто тоа, и сето тоа ќе биде врз основа на нашето искуство, така, значи ќе мора да биде атрактивно. Ние немаме луксус да направиме нешто што само ќе се врти, така, значи тоа мора да биде атрактивно, а мислам за антички и така натаму, тоа е сепак голема продукција. Не мислам дека овие пари што ќе ги собираме ќе покријат таква некоја. Добро. И последно прашање и завршуваме. Кога очекувате да излезете на берза? Па едноставно чекаме, како што кажав, чекаме дозволата од Комисија за хартија од вредност, ја чекаме многу брзо. Ова, така, не можеме да предвидам. Чим ја добиеме, ние сме спремни брзо да, пошто има таму после една процедура, не мора одма да истекуваме, и брзо да излеземе. Тоа беше господинот Перушевски, Дарко Перушевски. Ти благодарам, Дарко, што беше дел од овој подкаст, бидејќи мене ме интересира ово од јавен интерес, интересна е веста, поврзана со берзата, што ни е централна тема денеска. Се гледаме во некоја наредна прилика, со среќа нека биде емитувањето на акциите, па да донесете големи пари за да може да инвестирате во програма. Фала ти, брат. Ние продолжуваме со директорот на Македонска берза за да му поставиме неколку прашања токму на оваа тема. Да, тоа беше Дарко Перушевски, кој што објасни зошто неговата компанија, неговата фирма Глеј сака да емитува акции. Значи во суштина сака да соберат околу 2 милиона евра, ќе се откажат од собственост околу 30%, значи тие што ќе ги купат акциите ќе бидат 28% некаде собственици на Глеј. Тие пари сакаат да ги употребат за 3 намени: за технолошки развој, за маркетинг да се изрекламират, но најголемиот дел за да направат домашна продукција, домашна квалитетна продукција
продукција и да биде на платформата за да може да се гледа. Тоа е идејата, значи собираат пари за да инвестираат во бизнисот, веќе инвестирале €1.000.000, но сака да соберат свеж капитал, место да одат кај банки, кои што тешко даваат на вакви проекти во Европа, во Америка, како што кажа на пример нашиот гостин што е во студијава, директорот на Македонската берза Штериев, во Америка успехот на голем број фирми се должи на тоа што емитуваат акции и акционерите препознаваат дека тоа е бизнис на иднината, односно ќе им донесе добивка и купуваат акции, па така се шират скоро сите големи компании што ги знаеме, така профункционирале. Ајде првин да продолжиме со разговорот, го видовме разговорот со Перушевски, но останува прашањето дали во Македонија се зборува и за други вакви емисии на акции или ова ќе биде прв обид во догледно време и повторно ќе замре сето ова? Па морам да кажам дека последниве неколку години чувствуваме позитивно раздвижување на тој план. Со години Македонска берза се обидувала да допре до потенцијални кандидати за IPO, но во последниве неколку години, врзано и со некои наши активности и формирање на еден специјален клуб за неакционерски друштва под наше покровителство, наречен Бум клуб, како кратенка берзата и успешните во Македонија, со порака успешни компании дојдете кај нас, има можности да се финансирате и преку пазарот. Значи, мислам дека и нашите активности што ги правиме, патем кажано, тој Бум клуб кој е оперативен и кој го отворивме пред 2 години, на пат сме да добиеме сериозна поддршка и за него од Европска банка за обнова и развој, која е стварно наш голем поддржувач. И мислам дека наредниве неколку недели може ќе објавиме нешто позитивно за тоа. Но и самите предприемачи почнаа, малку ради членството во тој Бум клуб, малку ради зрењето, смена на генерации и така натаму, да приоѓаат, да тие не бараат нас, а не само ние да ги убедуваме, бидејќи у старт, кога ќе почнете да убедувате некој што не помислил на нешто, тешко иде. Кога веќе помислил на нешто и сам ќе дојде, тогаш полесно иде. Не можам да обелоденам, но има уште 3 до 4 компании со кои сме веќе известно време во сериозни разговори и да појаснам нашата позиција, ние сме тука некој што стимулира, објаснува, но има еден момент кога ние треба така благо у позитивна смисла да ги подтурнеме и да влезат другите поединци и институции на нашиот екосистем, брокери, адвокатски куќи, консултанти кои мора да направат вреднување фирме и така натаму. Така да имаме подобра клима, се надеваме дека во така наречениот IPO pipeline, така го викаат на англиски, односно некакова редослед на потенцијални кандидати за IPO, нема да заврши само на оваа компанија која очигледно решила тоа да го прави. Така, иницијалните јавни понуди, значи да повториме она што веќе го кажавте, е целта парите да завршат во компаниите. Тоа е примарнијата улога на берзите, значи издаваат акции каде што инвеститорите ги даваат парите и тие завршуваат во компаниите за развој и за да потребите на компанијата, а додека на секундарниот се тргуваат со акциите, кај што можеме сите останати да даваме. Само уште пред да го завршиме овој дел и да одиме можеби и на најинтересниот, она што е за најмладата публика најинтересно, како може да се тргува во овие модерни времиња, само да повториме, ова е високо регулиран сектор, значи издавањето на акции, односно иницијалната јавна понуда е сериозна работа, не е тоа како ќе се сетиме па можеме да се издадеме акции. Апсолутно, еве да повториме, со самиот факт дека компанијата не може самостојно да издаде акции, односно правно гледано мора регулаторот на пазарот на капитал да ја одобри целата постапка, а таа постапка е детално пропишана во сегашниот се уште важечки закон за хартија од вредност, каде што меѓу другото компанијата треба да издаде еден многу сеопфатен документ, наречен проспект, во кој ќе објасни и обелодени детално и за себе, и за незиниот менеджмент, и за незиното минато работење, за ревизиите што ги имала, за идните планови, да ги апострофира и ризиците, бидејќи секој бизнис има ризици и така натаму. И со тоа се оневозможува можност да имате, пак ќе кажам, некоја фейк варијанта, некоја фирма која го прави тоа за тоа да ги измами луѓето. Значи, се е регулирано, се е одобрено. Но, како што и вие рековте, еве јас да кажам, проценката дали да се вложи во компанијата, колку е бизнисот
потенцијално профитабилен го прави секој поединечен запишувач или потенцијален иден акционер во фирмата. Време е за втората пауза, се враќаме после нејзе за да продолжиме со оноа што верувам помладите генерации ќе ги интересира, бидејќи голем дел од нив сакаат да тргуваат на берза, одат на некој од платформите, не зборуваме за крипто, туку зборуваме за тргување со акции, одат на некој од тие берзи тргуваат со благородни метали, со акции, но да видиме како е тоа регулирано и како може да тргуваат преку македонска берза и кои се условите, затоа останете, се враќаме во студиово после паузата. Секој ден е нова шанса. Мал чекор, голем напредок. Верувај во себе. Ти можеш повеќе од што мислиш. Успехот е близко. Уживај во секој миг од твоето патување. Закуска со мисија. To you. Да, трета третина од подкастот, зборуваме за македонската берза, зборуваме за иницијални јавни понуди за на акции, компанија што сака тоа да го направи, зборувавме за добрите резултати во 24-та на берзата, но и за очекувањата, иако не смеевме да даваме прогнози за оваа 25-та, но доаѓаме до на тема со нашиот соговорник, тоа е со првиот човек на македонската берза Иван Штериев, да зборуваме за она што ги интересира најмладите помладите генерации. Например, морам да кажам, во таа генерација е мојот најстариот син, кој што сака да тргува на берза и се прашува како да го прави тоа, сакаше да тргува преку една онлайн платформа, па после тоа јас му дозволив, мајка му не му дозволи, бидејќи види дека правниот застапник, односно правдата може да се бара на лондонски суд некаде, што беше она црвеното знаменце дека не може да се оди понатаму. Господине Штериев, колку може да се тргува електронски или со сите оние модерни технолошки достигнувања на македонската берза и каква е постапката ако некој сака да биде инвеститор, односно да тргува со акции или со акциите на македонската берза? Па да, прво, еден дисклеймер, пошто ние сме нели од берзата, и јас ги темелам моите искуства на разговори со моите синови, имам од 20 и 28 години, тој од 28 години нели живее надвор во Холандија, често со него имам дискусии стручни, па имам фидбек и од таа млада генерација, да кажам. Околу тргувањето и воопшто, спомнав преска да се навратам дека еден од големите предизвици според нас како македонска берза е малата застапеност на тие помлади генерации воопшто во нашиот бизнис и како инвеститори, но и како кадри кои ќе сакаат да се вработат во фондови, во брокерски куќи, во берза, во депозитар и така натаму. Еве да ви дадам една статистика што не е добра. Денес во главном давав добри статистики, ама реалноста секогаш треба да се подшитува. Во Македонија во моментов по податоците од Централниот депозитар има некаде околу 64.000 физички лица акционери во било која фирма, при што ако направите анализата на старосната структура, ако добро паметам, над 80% се акционери постари од 50 години. Така да, тоа има и свој објаснување, или пак се враќаме приватизација, луѓето тогаш добивале акции, во меѓувреме остареле, но покажува дека нема нов наплив на млади луѓе кои купуваат акции. Така натаму, и многу е тоа деликатно и важно прашање во круговите на оваа помлада популација. Не е купувањето на домашниот пазар и на домашната берза, што би рекли они некој ачивмент. Они би сакале да купат некоја Тесла, би сакале да купат некоја злато, платина, нешто да тргуваат со такви работи. Крипто и така натаму. Тоа е прво, тоа стварно е лесно достапно во денешно време со сите овие дигитални платформи. Друго, како што ние како македонска берза имаме добри резултати што ги коментиравме заедно, и светските берзи се во еден долг, така наречен биков пазар, и таму цените растат ве подолго време, што ќе рече сите што се осмелиле пред некоја година, во главном се во добивки. Тоа пак ги потврдува дека треба таму да се вложува и така натаму. Сега нормално, ова е најконкретниот одговор, младите и сакаат
брзо тоа да го направат, дигитално тоа да го направат, да не одат кај некои чичковци и тетки на шалтери да подпишуваат и така натаму. Делумно и таквиот степен на не 100% дигитализација на процесите веројатно ги одвраќа. Каква е состојбата кај нас? Па можем да кажем, иако повеќето луѓе тоа не го знаат, дека дигитализацијата во еден добар дел е направена на нашиот пазар, при што пак да кажем предводник на таа била македонска берза, бидејќи нашите мали членки, таа терминологија, македонска берза има своји членки, во моментот има 11 членки, 6 се банки, 5 се приватни брокерски куќи. Ради малите обеми, посебно пред овој добар период што го имаме, не финансира многу во развој на дигитални алатки, разни софтвери и така натаму, и долго време немаше никаква дигитализација на нашиот пазар. Тогаш ние не видовме, влеговме во таа работа, иако не е тоа основна работа на берзата, купивме еден софтвер од една друга регионална берза за така наречено брокерско позадинско работење, и тој софтвер има модул за интернет тргување. Така да, супер конкретниот одговор е, на македонска берза можете да тргувате преку лаптоп, може да тргувате преку мобилен телефон, но за жал како комбинација на некои правни прописи, а повторно јас би рекол и на инерција на некои од нашите членки, оној комплетен онбординг дигитален со воопшто не мора да одите кај некого во канцеларија, барем еднаш морате да одите. Што значи тоа? Еве, овде Марио што помага за реализација на подкастов, рече, јас сакам да инвестирам, да седам сега преку телефон и да, например, да инвестирам 100 евра во, например, го заинтересира IPO-то што ќе се случи, вика сакам да инвестирам, ама да не одам никаде. Што значи во моментов каде треба да се отиде, да ги подучи луѓето што? Еднаш треба да се отиде во било која од нашите 11 членки. Ги има на вебсајтот на македонска берза, 6 се банки, поголемите банки во Македонија, и 5 приватни брокерски куќи. Со едно идење таму, подпишување на некоја потребна документација, добивате юзернем и пасворд и добивате пристап во апликацијата која има за интернет онлайн тргување, можете купите акции од Алкалоид, од Гранит, од сите што се на македонска берза, од Врзница, да, и можете тоа да го направите. Сега јас знам дека на форумите што постојат има критики за квалитетот на таа апликација, па оние споредуваат со апликација на некои амерички банки или така натаму. Тука потсетувам, обемите на нашиот пазар и профитабилноста е помала и не може баш да биде све како некои амерички брокери што даваат апликации, но уверен сум дека, што се вика, без проблем за потребите на овој пазар тоа функционира. Значи, идните млади акционери и нови акционери, што сакаат да тргуваат електронски, значи да го користат таа можност. Треба еднаш да отидат во брокерско друштво или во банка, кој што дава членка на берзата, да потпишат договор у суштина и после тоа може тоа електронски се сведува, колку што знам, на слична процедура за e-банкинг што има во било која банка, нели? Најчесто треба да отидете. И после тоа можат преку телефон. После може преку телефон. Ние имаме и посебна апликација и за вести од котираните компании. Значи ние пробавме да развиеме и неколку апликации за мобилни телефони и за тргување и за следење на вестите, нели, кога објавуваат резултати и така натаму. Така да би рекол, имаме пристојно ниво на дигитализација за ресурсите финансиски што овој пазар може да ги овозможи. Сега доаѓаме, зошто, го почнав муабетот со црвеното знаменце што беше дигнато за мојот постар син за тргување на едно од онлайн платформите, дека таму некој суд во Лондон е надлежност, кај нас домашните судство се е надлежно, високо регулирано, тоа е спорно, например таа платформа е спорна од законски аспект, односно правата на акционерите. Колку е кај нас заштитени акционерите, колку не се заштитени на вакви платформи, има ли разлика? Тука се отворивте неколку работи. Прво да кажам, овие сите платформи за тргување во странство, посебно тие што се поевтините или без трошоци, таму во некои хипотетички ситуации постојат доста ризици. Никој веројатно не отишол, осим некој што е експерт, да проучи кога купува преку некој од овие познати платформи во странство, кај тачно му се води правната собственост, што се случува у случај на потенцијален банкрот на платформата за тргување со странски харти. Така да тука мислам дека луѓето превземаат несвесно и поголеми ризици од колку што се свесни. Но не се, тоа е светски тренд и така функционира.
Дефинитивно во тој дел, кај ти се води собственоста на акциите во централниот депозитар, дали си ти директен собственик или преку неколку нивоа овде си директен. Значи во тој дел има многу поголема правна сигурност на инвеститорите што тргуваат на домашниот пазар. Друго прашање што вие индиректно отварате е заштита на акционери, акционерски права, корпоративно управување, малцински акционери и тука нели знаеме и сме имале секакви случаи, имало и некои проблематични ситуации, но ние од берзата би рекле таа борба за поголеми, подобро корпоративно управување нема никогаш да прекине и не е само до берзата, тоа е врзано и со судски систем, врзано и со некои навики, со регулаторите тука исто имаат своја улога, така да треба да се направи разлика меѓу тие два типа на ризици, еве да кажам. Така. Еве, сега рековте и вие комуницирате со вашите деца, и јас комуницирам со мојот син што е заинтересиран, би му препорачале ли да експериментира со овие платформи или би му препорачале да оди, ајде малце условно кажано, на посигурно, на порегулиран пазар кај што се знае дека има и некаква заштита? Па, прво би му препорачале да употребува една апликација едукативна, која ние софтверска ја имаме развиено пред многу години, се нарекува виртуелна берза. Неколку од економските факултети ја нудат на своите студенти, а можно е било кој да пристапи до неја преку нашиот вебсайт. Тоа е да почнете да инвестирате со виртуелни пари, да ги научите процесите, да ве поттикне тоа секојдневно да следите вистинската берза, бидејќи таму со фиктивни пари вложувате, ама ви се вреднува тоа што сте го купиле со вистинските цени. Така да со тоа малку се учите, тоа го направивме како и некои други берзи што го правеле во регионот, едукативно. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор, секако, тоа е на политика на како да се стимулираат младите да бидат пописмени финансиски, и јас мислам дека сите родители во одредена возраст на своите деца треба да ги поттикнат да прават нешто и сами, зашто преку тоа учат за некои процеси, добиваат одговорност за менаџирање со парите и да, зашто да не некоја мала сума на одредена возраст да се даде да децата не learning by doing да направат. Дојдеме до нешто, морам да се вратам во 2008 година, 2007-2008, како да имавме шпекулативност многу на берзата, на македонската берза, кога одеа цените многу. Во последно време не се сеќавам дека има такви нагли порасти на вредноста на акции, па после да издишат, у суштина вештачко пумпање на вредноста, се намалија шпекулациите, барем според мое мислење, но колку младите и идниве акционери, односно инвеститори, се свесни дека берзата у суштина е игра на долг рок, не е тоа дека не е тоа на краток рок и дека не е тоа лотарија или обложувалница, туку дека треба и знаење, малце и познавање и дека не е баш така едноставно да се игра. Тоа е улога на сите чинители на јавна сцена, од нас како институции на пазарот, преку медиумите и овие нови варијанти сега што се подкасти и така натаму, до државата и така натаму, мора преку таа финансиска едукација, преку објаснување што е што да влијаеме не само на младите, јас би рекол, него на целата популација, затоа што постои склоност кај луѓето да сакаат брзо да заработат, да влезат во некои такви шпекулации, нели, да чујат дека комшија... Можат ли брзо да заработат? Има ли брза заработувачка? Видите, анализата покажува, има брзо заработувачка, ама има и брзо губење. Така да све зависи на пазарите во кој тајминг влагате во некои акции, по кои цени влагате и после дали имате можност да излезете по повисоки или некогаш, например, има во Јапонија беше познато Никеј, главниот индекс на токијската берза, своето историски највисоко ниво после 90-тите, почетокот на 90-тите години, тогаш беше експанзија на јапонската економија, го достигна ланската година. Така да таму имало еден долг период кога нивоата на цените не се враќале на некои стари нивоа. Што сакам да кажам, све зависи кога ќе купите, тоа е општо познато. Дали, рековме дека се исплати да се инвестира во акции, пред се во онија топ 10 што се во МБИ што го формираат МБИ. Дали сме свесни како општество дека морам да го
повторам овоа прашање затоа што мислам дека не сме свесни дека нема брза заработувачка. Се мисли дека берзата буквално е момент каде што влегуваш, излегуваш, да заработиш одеднаш големи пари. Дали тоа е така? Дали сепак ние имаме погрешна представа за берзите дека се место за брза заработувачка? Па ми се чини дека да, мислам дека доста постои тоа мислење дека берзата е за брза заработувачка, често ја поистоветуваат со кладилници. И тука морам да објаснам нешто. Кога одите во кладилница, правите некој облог, некаков спортски надпревар завршува, или добивате, или веднаш губите. На берзата, кога вложувате, ако одберете некоја кредибилна компанија која нели нема да банкротира, дури и да се случи таа компанија да има некои проблеми, па не знам некој период да нема добивки, да нема дивиденди, цените на акциите да паѓаат, вие имате перспективата, затоа по старата терминологија се викаат долгорочни хартии од вредност. Значи таму и сите статистики светски за американските и европските пазари покажуваат дека на долг рок најисплатливо е вложување во акции, затоа што со вложувањето во акции вие фактички вложувате во националната економија, одбирате некои фирми кои ја движат националната економија, се случуваат можда и некакви проблеми, ама на долг рок тие фирми, нели, земете било која позната фирма и наша и странска, таа си иде со децении, расте, добива дивиденди и така натаму. Така да берзата не е кладилница во како што ја доживуваат многу и другите тие постулати, учебниците економски ги кажуваат, нели, не треба да вложувате пари што можат да ви затребаат, што може да се случи брзо. Само вишокот. Не треба да вложувате позајмени пари, затоа што тогаш ризикот е најголем, бидејќи со позајмени пари можете брзо да заработите, со малце ваши пари сте заработиле, ама ако се сврти пазарот контра вас, тогаш вашата загуба се леверич има, се зголемува и така натаму. Така да, као и за сите работи во живот, а посебно со финансите, треба малце што викаат и памет, и усул, и тактика, и трпение. Се купува ли знаење за на берза како да се игра, на кого да се обратиме? Еве, например, не сме вични сите, но еве имаме пари кои што не ни требаат во моментот, а не ги позајмуваме, туку ги имаме. Едноставно не сакаме во банка, бидејќи таму приносот, односно каматата е 2%, може и помала. Кај да се обратиме за памет како да инвестираме и колку би било враќање повратото на придобивката од инвестирањето и во ги акции? заборавивте и недвижностите, пошто нашиве луѓе или банка или недвижност. И затоа квадратот отиде до нема и каде, а не се не ни се ако некој реши својот вишок, освен нели во овие споменати инвестициски варијанти да ги вложува во акции, во врзници, во по новиот закон ќе се викаат финансиски инструменти, до сега се викаа хартии од вредност, тогаш има неколку опции. Прво, дали он спремен сам да донесе одлука во која акција. Има луѓе кои нели имаат и такво образование и така натаму, и тие само ќе отидат кај брокерот и ќе му кажат купи ми од тие акции по оваа и оваа цена. Брокерот е тука само фасилитатор, посредник, пошто само он може да тргува, не може директно инвеститор на берза да тргува никаде во свет. Втора варијанта е некој има пари, нема познавање или нема време или има дилеми, тогаш треба да се обрати кај инвестициски советници, исто така лиценцирани професионалци. Постојат сега во дел од нашите инвестициски фондови и такви услуги. Едноставно да каже, ја имам такви средства, имам барања, мал ризик сакам да превземам, немам големи очекувања и тие ќе му направат некој микс на портфолио и така натаму, или пак може да оди веднаш да купи веќе формиран инвестициски фонд. Има инвестициски фонд што е врзан на нашиот индекс, има инвестициски фонд што следи, не знам, западноевропски или американски акции или по индустрии и така натаму. Тука и тоа е така наречено, нели, пасивно инвестирање, вие ги доделувате средствата на некој фонд менаџери што претходно декларирале каква им е инвестициската политика. Финансиските услуги се многу диверзифицирани, кај нас далеко од тоа да ги има сите можности, но има се повеќе можности и преку нашите македонски финансиски посредници. Ќе го завршам овој подкаст само дека
играњето што се вика на берза е долгорочен процес. Например, имаше една информација дека на почетокот кога Ворен Бафет почнал со неговиот фонд да работи, ако се вложело 1000 евра, сега тоа би било некаде над милиони нешто добивката, значи по 40 на 50 години играњето. На $1000 тогаш сега би било милиони и пол. Тоа е на линија на она што го зборувавме. Кога инвестирате во одбрани акции, компании, носечки во некоја национална економија, вие инвестирате во успехот на економијата на долгорок. Така. Значи, тоа е сите што сакаат да инвестираат во успехот на економијата и нека ги погледнат први на берзанските резултати кои што се одлични во 2024. Се надеваме дека ќе бидат и 25-та, па ако има вишок пари, односно пари што не му требаат и не се позајмени, би можело да игра и на берзата за да заработи, но долгорочно. Господине Штериев, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Ми беше задоволство. Тоа беше се гледаме повторно во наредната епизода, ќе видиме за што ќе зборуваме. Секое добро, довидување.